Започнам први, но она што најмногу го внимавам кога се поднесуваат закони, а тоа се датите и администрацијата како се спроведува. Она што симптоматично ми дојде кога ги разгледав ова законско решение кое вие го предлагате, е дека истото го имате предложено на 15.3.2023 година. Го одбивте нашето законско решение, кое ние го предложивме еден ден пред вас. Зошто е тоа така? Зошто симптоматично овде постојано имаме чувство дека се манипулира со опозицијата и со граѓаните, заради тоа што имавте време половина месец да видите дека законското решение кое претходно беше донесено, на кое ние алармиравме дека со одреден период дека треба да има одредени промени во истото, вие седевте, не реагиравте, но кога видовте дека студентите ќе треба да бидат принудени администрацијата студентска да крши закон, и кога видовте дека опозицијата изреагира на 14.3, вие излеговте на брзина во период од 24 часа да поднесете ваше законско решение. Епа нели соработуваме и нели треба надвор да биде политиката? Зошто тогаш политички го правите првиот чекор со само тоа што поднесувате ваше еден ден после нас? Избрзано и несигурно решение е сето ова. Зошто е тоа така? Ајде да се задржиме малку и на законот. И затоа се овие амандмански укажувања од наша страна. Колеги, во членот 1, во став 1, имате сериозен проблем. Сериозен проблем за кој мора да реагираме. Вели се усогласува согласно инфлацијската стапка после секоја фискална година, а пред донесување на републичкиот буџет за следната година. Дали знаете кога тогаш на брзина пишувавте и препишувавте, за да бидете после опозицијата, дека во првите 2 недели од јануари е инфлацијската стапка се гледа, а буџетот, колеги, се носи пред нова година. Ама вашето избрзано и несигурно решение е тоа што го имаме овде денес. Следно што сакам да напоменам меѓу другото е тоа дека имате многу голем број на јазични грешки. Внимавајте во законите кога ги пишувате, ама тоа се прави кога се прави нешто на брзина и многу несериозно, бидејќи вие сакавте да бидете еден ден после опозицијата, еден ден после предлогот на ВМРО-ДПМН. 8 работи ќе ви напоменам зошто не сте за верување дека ова законско решение и целта со која верувам, бидејќи досега праксата така ни кажувала, дека ги одбивате нашите амандмани, кои се најдобронамерно поднесени, ајде да ви кажам. Првин, ги извадив оние ваши забелешки или сето она што вие го имате напишано во вашата програма 2020-2024 година. Треба да се поддржуваат амандманите кои ги поднесува опозицијата, но пред да поднесувате ваши избрзани законски решенија, видете какви се законските решенија кои опозицијата пред вас благовремено ги поднесува. Велите ќе донесеме закон за младинска гаранција, со што ќе се институцијализира оваа форма на поддршка на младите до вработување. Такво нешто не е направено. Ќе се стимулира и конкретизира соработката на така наречениот Трипл Хеликс, при што универзитетите, бизнис заедницата и владата заедно да ги подготвуваат наставните програми кои ќе бидат вистински одговор на потребите и барањата на пазарот на трудот. Колеги,
Во вашата програма вие имате ставено вакво нешто, но за вакво нешто немате ништо направено. Единствено нешто што кога станува збор за наставни програми е тоа дека сме сведоци. Историски комисии ни пишуваат наставни програми. Ке им овозможиме на редовните студенти да стапат во редовен работен однос, определен број часови, опција која им е на располагање на студентите во најголем број европски земји. Освен практична настава која е предвидена како задолжителна во студиските програми, а знаете тоа од кога е? Тоа е од многу одамна, од пред овие скоро 7 години пред вие да дојдете на власт, функционално, бидејќи е донесено од владата предводена од ВМРО-ДПМН. Има многу овде што да се зборува зошто не сте за верување, бидејќи ништо од вашата програма вие, колеги, не реализирате. Како тогаш, ако колешке Колева, ве молам, бидејќи се смеете иронично и цинично и сакате да дофрлате, јавете се на реплика. Дали можеби вие со вашите насмевки кои ги давате, сте разговарале некогаш по примерот на студентскиот дом ви стои во програмата? Вие треба да работите по програмата, не да копирате и да бидете после законите предложени од ВМРО-ДПМН и коалицијата. Доцните, бидејќи не работите и сте, морам да кажам, лоши препишувачи. По примерот на студентскиот дом Гоце Делчев до 2024 година, тоа е многу брзо, ќе ги реконструираме сите студентски домови и двојно ќе го подобриме квалитетот на исхрана. Или овие сите реконструкции и активности можеби се во некој затскриен план за кој треба безбедносни сертификати да имаме за да ги видиме, бидејќи таму се трошат државни пари. Ама знаете како? Апсолутно ништо немате реализирано. Нема ни нови, ни реконструирани студентски домови. Имаме само труење со храна, што се плаќа. И организирање на ифтар, верски празници во студентски домови. Реконструкцијата се сведува на вашето фамозно познато ке. Студентскиот дом Никола Карев во Охрид нема реконструкција. Храната, почитувани колеги на студентите, не само што не е подобрена, туку е и зачинета, за жал, со разни инсекти. И вие сега овде ќе не убедувате дека надвор ја ставате политиката, а носите и предлагате законско решение еден ден после предлогот кој е доставен од опозицијата предводена од ВМРО-ДПМН и коалицијата. Не, има овде многу политика. Многу политика има, заради тоа што само со тоа знаете да ја скриете вашата неспособност и немање на желба за работа. Транспарентно. Ништо повеќе. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас за реплика.